Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто, бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вистината е како побараме вечерава во еден микс на политичка анализа на интервју. Помина веќе 7 дена или 8 дена, откако ние ја продадовме историјата на бугарите, што ќе речи станавме бугари, а помина 5 дена од кога ги почнавме преговорите со Европската унија, што значи дека станавме европејци. А како што сега стојат работите, нит нешто посебно се чувствуваме како бугари, нит нешто преку ног станавме европејци. Што ќе речи дека сите тие историски процеси, историски разврски случувања, се оно што ни се случува изминатите 10, 20 или 30 години, ние го доживуваме премногу емотивно. Веројатно треба малку дел од тие емоции да ставиме во фрижидер и да почнеме рационално да ги гледаме работите. Со еден акт, па тоа да било акт на Коминтерната, со еден акт на било која влада, опозиција, председател на држава, со меѓународен или меѓудржавен договор, ниту станувате европеец, ниту станувате бугарин, ниту исчезнувате како македонец. Бидејќи како така лесно се станувало нешто и така лесно се станувало ништо, тогаш народи и нации преку ноќ ќе се создават и преку ноќ ќе умират. Мислам дека треба малку повеќе да веруваме во себе, повеќе да веруваме во нашата издржливост, нашиот капацитет, историскиот корен, постоењето на македонскиот народ и на македонската нација и многу помалку да паѓаме во разни меланхолии, нервози, хистерии, па дури да бидеме манипулирани свесно, намерно со одредени лаги кои ни се сервират по медиумите или на социјалните мрежи, бидејќи ние ниту 44-та станавме македонци, ниту денес 2022 година станавме бугари, ниту пред 5 дена станавме европејци. Тоа е еден процес како растање на детето, еден процес на зрење, на менување на фази, на осознавање на просторот околу нас, правење на грешки, правење на добри страни. Суштината на животот е грешките да ги сведеме на минимум, добрите страни да ги сведеме на максимум и само така можеме да одиме напред. Ова е емисијата во центар, јас сум Васко Евто, останете со нас, анализа, политичко интервју, сигурно нема да зажалите. Ако ја прифатиме тезата дека современата македонска држава, таква кака што ја познаваме, е формирана на 2 август 1944 година, дали под име Федеративна, Народна, Социјалистичка или Република Македонија, па подоцна удрен нов темел со референдумот на 8 септември 1991 година, меѓутоа територијално, таа Македонија таква кака што ја знаеме во сегашната форма, е формирана на 38% од територијата на географска Македонија. Имало одредени додатоци, имало одредени измени, дали Качаник, дали вонија преговори со Косово, Прохлопчински, така натаму и така натаму. Меѓутоа, еве да прифатиме дека Македонија е формирана на 2 август 1944 година на територија која фаќа 38% од географската територија на Македонија. Што мислите, почитувани гледачи, ако некој на 2 август или на 1 август 1944 година е решил да крени штрајк, протест и да рече ние не сакаме да формираме македонска држава, не сакаме да формираме на 38% територијата на географска Македонија. Или ќе формираме на 100% територијата на географска Македонија, или нема да формираме држава. Иако имаше и такви тенденции и процеси, наместо да се оди на Срем, да се оди на Солун, да биде ослободен Солун и да биде формирана Македонија на територија на Егејска Македонија, каде што отпаѓаат некаде 51% од географската територија на Македонија, плюс денешната Република Македонија или тогаш Вардарска Македонија со 38%, некаде 90%, 12% отпаѓа на Пиринска Македонија и во Албанија има некој дел таму од 1%. Што ќе беше ако некој или повеќето 44 година рекоа ние не формираме Македонија, се додека не ослободиме цела држава. Можеби ќе ослободевме цела Македонија, можеби ќе бевме голема Македонија, а можеби немаше да има македонска држава. И тоа е одлуката која правите во одредени историски моменти. Во одредени историски моменти вие бирате помеѓу тоа што го сакате, тоа што го очекувате и тоа што можете да го направите. Сите ние сакаме да го направиме најдоброто. Да биде формирана Македонија, главен град да биде Скопје, најголем град да биде Солун, Пиринска Македонија, Халкидики, дел на Егејско море или на Белото море, да биде составен дел на таа Македонија. Меѓутоа во одредени историски околности тоа не сме можеле да го направиме. Сме можеле да бираме да бидеме нестрекни што тоа не го правиме или да бидеме стрекни
што сме направиле Народна република, Федеративна или Социјалистичка република Македонија. На крајот на краиштата и Гоце Делчев, од кога сме формирале таа осакатена во наводници Македонија, само на 38% од географската територија Македонија, сме го закопале во столицата на таа независна македонска држава. Тоа е суштината на сите процеси. Да научиме да бидеме стрекни, што во еден момент, во една фаза, во животот на една држава, во животот на една генерација, во постоењето, дека сме направиле одредени работи. Некои работи сме ги направиле подобри, некои работи сме ги направиле полоши. Во оваа фаза на нашата историја сме имале референдум на 8 септември, на тој референдум сме ги удариле темелите на независна македонска држава, па сме успеале да влеземе во Обединетите нации, сме регулирале прашања со црквата во однос на Србија. Гледате, во овие 4 или 5 години призната Македонска православна црква, Македонија стана членка на НАТО, ги почна преговорите со Европската унија и тоа се работи кои нашата генерација помалку или повеќе задоволна ќе може да ги кажува нивните генерации. Во наше време се направени тие процеси и сме имале војна 2001 година. Дали сме можеле да добиеме? Веројатно да. Дали сме можеле да изгубиме? Веројатно да. И тоа е работата на избор помеѓу реалното и можното. Тоа што го сакате и очекувате и тоа можете да го поправите. На крајот на криштата ги знаете оние приказни на мајките кои седат пред самопослуга или седат и пијат кафе, турско кафе на сабаја, или велат само да знаеш со кого можеше да биде мојата керка. Ако можела да биде со некој ќе била. Со тоа со кој можела да биде. Тоа е всушност изборот помеѓу соништата, да живеете во сферата на соништа и да живеете во сферата на реалност. Живењето во сферата на реалност вели Бугарија на Црното море, на 300 км воздушна линија од Украина, реката Дунав тече низ Бугарија, тоа е една од артериите која може најлесно да овозможи од Германија да се стигне до Црното море. Таа стратешка позиција на Бугарија користели и русите во првата, во втората Балканска војна, кога требале да стигнат до Цариград или до Истанбул. Таа позиција Бугарија тргувала и во првата и во втората светска војна и имала само една цел, односно имала две цели: финансиски да биде компензирана, алиментирана и да може територијално да го реши селото во наводници бугарско прашање со вклучување на Сан Стефанска Бугарија во составот на денешна Бугарија. Но и македонската позиција е клучна на овој дел на Балканскиот полуостров. Тоа е зглобот, сервоуредот, источното прашање што го нарекува Љубиша Ристич. Првата, втората Балканска војна се направени поради Македонија. И што мислите ако државите кои учествувале во првата и во втората Балканска војна, тоа се Грција, Бугарија и Србија, така лесно ќе се ослободат од Македонија? Им било лесно на србите на Александар Вучич да ја признат Македонската православна црква, па ја признале бидејќи знаеле дека тоа ќе се случи со нивно или без нивно учество. Дека им било лесно на грците да прифатат дека на нивна северна територија ќе биде формирана држава Северна Македонија? Не, па тие не сме сакале да постоиме. Па тие до крај навива да постои СФР Југославија, а ако веќе не може да постои СФР Југославија, да биде формирана некоја скратена Југославија или СР Југославија. Затоа и Константин Мицотаки Слободан Милошевиќ одеше на Пале и ги убедуваше босанските срби да го прифатат договорот за решавање на босанското прашање, девејќи се дека Босна со Црна Гора, со Србија и со Македонија ќе биде составен дел на некоја скратена Југославија. И мислите дека бугарите се стрекни дека постои независна Македонија, па тие очекува 91 година да падне Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави. И тоа е тоа што ние го направивме. Дали ние сме стрекни со Преспанскиот, со Охридскиот и со овој бугарски договор или францускиот предлог? Не. Апсолутно нема македонец кој ќе ви потпише дека е среќен. Дали можевме повеќе? Да. Дали можевме помалку? Да. Во зависност од политичките, безбедностите, конјунктури и разврски, ние сме можеле да направиме подобро и полошо. Сме направиле толку колку што сме биле способни. Со тоа можеме да бидеме стрекни и да бидеме нестрекни. Секој будала може да биде нестрекен. Работата е да направите нешто, да бидете стрекни, да сте свесни за грешките што сте ги направиле, за да не ги повторите во иднина и да одите напред. Видете, почитувани гледачи, пред 2 недели ви реков дека можни се разврски во врвот на СДСМ. Ако Зоран Заев замине во политичка пензија, ако Радмила Шкеринска замине во политичка пензија, трајна или превремена, не знаеме, тогаш останува да штрчи Оливер Спасовски. Знаете, тешко е да најдете оправдување ако двајца од тој трилинг се заминале во политичка пензија, тој е Заев, тој е Шекаринска, останува Оливер Спасовски. Посебно што Оливер Спасовски ги изгуби изборите во Команово и веројатно сите очекува дека тој ќе биде крај на неговата политичка кариера.
И сите очекува дека Максим Димитриевски, човекот кој победи во Куманово, навистина со ВМРО-вски гласови, со помош на Бранко Царенковски, структурата на луѓе на Бранко Царенковски, на голема врата ќе се врати во СДСМ. Одина што Максим Димитриевски се појавил на протестите против бугарскиот договор или против францускиот предлог за решавање на односите помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. И тоа е кога вие во клучни моменти во политиката правите еден или друг избор. Ако Максим Димитриевски не излезеше на протести, тоа веројатно на голема врата, можеби не како подпредседател, можеби како член на извршниот комитет или извршниот одбор или како член на централниот одбор, ќе се вратеше и тогаш ќе беше прашање на политички опортунитет како Оливер Спасовски и Максим Димитриевски биле составен дел или заедно во раководството на СДСМ. Меѓутоа после излегувањето на Максим Димитриевски на протести, веројатно ќе биде тешко да биде реализирано неговото враќање на голема врата во СДСМ. И тоа се политички моментуми, како што се преговорите со Бугарија. Вие правите еден или друг потез. Тоа е домино ефект. Правејќи одреден потез, имате одредена политичка разврска. Правејќи друг потез, имате друга политичка разврска. Затоа ова не е како играње на спортска прогноза. Кога правите политичка анализа, вие ги давате сите елементи, ги ставате на маса, и во зависност од некој потек што ќе биде направен на масата, ќе имате една или друга политичка разврска. Ако Максим Димитриевски поинеко одиграше во изминати 2 или 3 недели, ако одиграше по принципот или по примерот на Стево Јакимовски, гледате како Стево Јакимовски излезе на протестите, меѓутоа веднаш по завршување на протестите ги повика и Левица и ВМРО-ДПМН и СДСМ заеднички да работат за иднината на Република Македонија, јас мислам дека ќе беше само прашање на техника неговото враќање во СДСМ. Се веројатно ќе треба ни зиглени уши да се протни, за да може да биде завршена целата таа работа, со тоа што на Оливер Спасовски ќе треба да му следат одредени концесии, дали да биде пратеник, носител на листа, можеби кандидат за председател на државата, бидејќи во СДСМ разврските ќе зависи од тоа кој ќе биде председател на државата. Димитар Ковачевски ќе треба добро да балансира, тука Оливер Спасовски. Ако Димитар Ковачевски е биолошки син на неговиот татко кој беше градоначалник на Куманово, тогаш Оливер Спасовски е политички син на таткото на Димитар Ковачевски. Таче, бидејќи таткото на сегашниот премиер всушност лобираше ке Бранко Царенковски, Оливер Спасовски во првиот мандат да добие функцијата премиер во собранието на Република Македонија. Амбиции има Стојан Пандаровски, има Зоран Заев. И веројатно од балансот како тоа ќе го изигра во наредниот период, ќе зависи кохезијата, хомогенизацијата, а можеби конфликтите внатре во СДСМ. И го има тоа дуо трио кој е дел на владената коалиција: Маја Морачанин, Павле Тренов и Горан Милевски. Гледате таа нивна политичка некоректност. Кога сте дел на владената коалиција, ви имате одредени правообврски, имате одредени привилегии и треба да направите одредени работи. Треба да понесете дел од товарот на носење на одредени одлуки. И кога беа лани локалните избори, со нивното политичко шалтање лево-десно, има влијање на политичките разврски и мисля дека сега ќе имат исто така влијање на политичките разврски, како што има влијање на политичките разврски на 13 ноември минатата година, кога само во еден ден можеше да биде проруска влада формирана во Република Македонија. Надвор од Агенција за разузнавање, надвор од Агенцијата за национална безбедност, надвор од Калето, пред очите на сите се формираше некоја нова влада, и ако Христијан Мицкоски и Александар Николовски тоа не го објавија на Фејсбук, ниту Калето, ниту АНБ, ниту Агенцијата за разузнавање немаше да знае дека ќе треба да биде формирана некоја нова влада во Република Македонија. Од сегашна временска дистанца, од ова шалтање лево-десно и на Трајанов и на Горан Милевски и на Маја Морачанин, се постава прашањето дали некој од нив на вистина не ставил подпис на тоа ново мнозинство. Дали токму неговиот подпис бил основа за да бидат убедени и Димитар Апасиев и дел од албанските политички партии, кои веројатно не би влегле во коалиција со Апасиев и со ВМРО-ДПМН, но кога дел на таа коалиција би била Либерално-демократската партија на Горан Милевски, тогаш многу полесно би се одлучиле. Од сегашна временска дистанца сметам дека дел од овие дуо трио политички структури кои се дел на владината коалиција имале ставено свој подпис на некој список кој се уште не е објавен за формирање на ново парламентарно мнозинство на 13 ноември минатата година. И тие мислат дека и сега ќе може да го повторат или да ја репризират целата таа ситуација. Ако не може да ги убедат со малце пари, може да ги убедат со многу пари. И останаа како риби на субо. Во некоја следна владина коалиција, таа политичка непринципиелност не треба да се наградува. Треба да биде санкционирана. Го имате примерот на Бајрам Амди и на Неџат Мустафа. Неџат Мустафа беше секош министер без ресор, а Амди беше секош пратеник во македонскиот парламент. Во една ваква политичка констелација, кога од гласот на пратеникот зависи дали ќе има нова влада, дали ќе има промени на уставот, дали бугарите ќе составен дел на преамбулата на уставот на Република Македонија,
позицијата или функцијата пратеник вреди 10 или 15 пати и финансиски и политички секако во однос на функцијата министар без ресор или министар без портфел. Затоа на овие политички партии, овие паитон политички партии треба да им дадат да имат министри без ресори, но да немат пратеници. Бидејќи подоцна ќе треба тие пратеници да им ќе купувате многу поскапо. И тоа е пораката на ова гласање на францускиот предлог. На Маја Морачи, на Павле Трајанов и на Горан Милевски не можете да сметате или не може да се подприте. Подпирањето на нив значи градење на куќа на темели од кремвишли. Погледнете ова фотографија. Има 3 фотографии кои ми се многу битни од протестите. Нова фотографија е Христијан Мицкоски во зелена маичка како Зеленски или Зеленски испратен по Алиекспрес како што вели Али Ахмети, Александар Николовски вториот човек на партијата и Иван Стоилковиќ председателот на партијата на Демократската партијата на Србите во Република Македонија. Тројцата со знак не шетат по скопските улици. Стоилковиќ ви се јавува и 2017 година во транскрипти на КРИК кои беа објавени, неговите телефонски разговори со Мирослав Зански кој подоцна станува амбасадор на Србија или на Република Србија во Руската Федерација, починува од инфаркт минатата година, и на господин Оџивалјевиќ кој ви се јавува во македонскиот парламент со она селфи, подоцна и протеран од страна на македонската држава како представник на БИА или на Безбедносно-информативната агенција во Република Македонија. Го имате Иван Стоилковиќ. Само 2 недели после настаните на 27 април 2017 година, оди во Москва и се слика со првите луѓе на Единствена Русија или партијата на Владимир Путин. Кога вие нема да ги санкционирате процесите, ќе ви се случи ова. Ќе имате српско-руско влијание, српски-руски свет кој ви се врзува како магнет за ВМРО ДПМН. Па ќе имате луѓе кои се стипендирани, не велам дека тој Стоилковиќ, не велам дека блиски луѓе на Стоилковиќ, туку велам дека ќе имате луѓе кои се финансирани од таа фондација Горчаков, формирана 2010 година, формирана како прв човек на Руската Федерација е Митри Медведев и е составен дел на Министерството за надворешни работи и преку таа фондација всушност се финансираат одредени процеси на Балканот или во рускиот свет, ќе ви се случат вакви експликации на руски свет на протестите во Република Македонија. Александар Вучич, внимавајте, можел со еден телефонски разговор, кога има проблем владиното мнозинство во Македонија, да му каже на Стоилковиќ да биде на ова или на страна. Дури не пишено правило дека малцинските партии на Балканот се секој дел на владината коалиција, така е во Србија, така е во Хрватска, така е во најголем дел на Република Македонија. Меѓутоа Стоилковиќ, иако пред 1 или 2 години размислуваше дали да биде составен дел на коалицијата на СДСМ, дури како што вели Стефче Екимовски има или некои разговори однос на тие прашања, не го направи тој чекор, што ќе рече дека во консултации со Белград или во консултации со Милорад Додик, првиот човек на Република Српска, не добил зелено светло тоа да го направи. Внимавајте, никогаш Александар Вучич не сака да види европска и стабилна Република Македонија пред Република Србија. Ке направи се. Тој навистина ќе помага со вакцини, ке придонесе за признавање на Македонската православна црква од Српската православна црква, иако да бидем искрени, Македонската црква ќе беше призната и без согласноста на Српската православна црква, меѓутоа никош Александар Вучич нема да се откажи Македонија да биде составен дел на српскиот свет. И секогаш Александар Вучич ќе инвестира во ВМРО ДПМН, тајно или јавно, и ќе направи се ВМРО ДПМН да биде власт во Република Македонија. Сите други работи се прикази за мали деца. Кога ќе биде притиснат, тој ќе дава поддршка на владата на СДСМ, ќе дава поддршка на процесите, ќе ви се појави на Сител телевизија, во наводници на просрпската телевизија, каде што ќе рече дека треба да го прифатиме тој француски или бугарски предлог, меѓутоа секогаш кога ќе може, ќе работи таа европска Македонија да биде поразена на избори во Македонија, бидејќи на Србија секогаш ќе одговара слаба и нестабилна Македонија која ќе биде составен дел на српскиот свет. Ова е втората фотографија, како што вели Христијан Мицкоски на Твитер или на Фејсбук, после средбата со фон дер Лајен, каде што ја покажа фотографии или слики, како што самиот пишува, од убиствата на младите во Аташа, Хереот Верац и Ривери Трена и депортацијата на евреите направени од бугарскиот фашистички окупатор. И го поставил прашањето дали од кога ги презентирал сите тие информации, фотографии, размислување и сознанија со господјата фон дер Лајен, дали треба да прифатиме како македонци дека бугарите биле администратори во Република Македонија. Знаете, колку треба вие да видите политички думстер, политички неписмен, господјата фон дер Лајен, која ви доаѓа во Скопје како прв човек на Европската комисија, ви спочитува, држи говор во македонскиот парламент, ви праќа одредени политички пораки кои може да ги прифатите, може да не ги прифатите, тоа е ваша одлука, и припаѓа или доаѓа од држава или од народ кој се уште со наведната глава оди на прашањето на фашизмот, на нацизмот, германски председатели, германски премиери се извинуваат за оние злосторства во Треблинка, Аушвиц и така натаму, се извинуваат за фашизмот, за 20 милиони жртви во Русија, за 10 милиони жртви во Германија и така натаму. Била министар за одбрана во влада на Ангела Меркел, точно знае што се правело,
И наместо тоа да го искористите или моментумот на средба да го искористите за одредени политички размислувања, поенти, размена на информации, вие и кажувате одредена историја. Историја од која германците се срамат. Знаете, Бугарија стана фашистичка држава од кога пристапи на Третиот рајх. А Третиот рајх е формиран од Италија, Јапонија и од Германија. Ако не беше формиран Третиот рајх, Бугарија немаше да биде фашистичка држава. Ке беше неутрална како во Првата светска војна. Една година беше неутрална во Првата светска војна. Знаете, кога вие дебатирате, разговарате со бугарите, имате конфликти со бугарите, како што е француски предлог. Тоа настојување на бугарите да покаже дека имаме заедничка историја, дека делиме заедничка историја, исти јазик, македонскиот јазик не постои, диалект на бугарскиот јазик, вие треба да ја знаете, треба да ја познавате бугарската историја. Ако ние знаеме за бугарската историја во Првата и Втората Балканска војна, ние многу малку знаеме за бугарската историја во Првата и во Втората светска војна. Па Бугарија во Првата светска војна влегува дури една година подоцна 1915 година, тоа е август 1915 година, од кога Германија гарантира финансиско елементирање и можност Бугарија да го има оној дел на западните покрајни во Србија, Поморавијето и целата територија на Република Македонија, единствено околу која не се договарат е делот на Тракија, бидејќи Турција тога сојузник на Австро-Унгарија и на Германија и не може Германија да ја гарантира на Бугарија дека целиот дел на Тракија ќе биде составен дел на едната бугарска држава. 1941 година Бугарија повторно влегува во Втората светска војна, бидејќи добива одредени гаранции од Германија дека по завршување на војната ќе се разгледува македонското прашање. Не и ветува дека Македонија ќе биде составен дел на некоја Сан-Стефанска Бугарија, туку ќе се разгледува тоа прашање. Никогаш ниту Франција, ниту Америка, ниту Велика Британија не и гарантирале на Бугарија дека Македонија ќе биде составен дел на незината територија. Тоа и го гарантирала секогаш Германија. И ќе треба да бидете политички неписмен, да не ги знаете овие историски прашања, овие историски околности, да не знаете зошто бугарите влегле во Првата, во Втората светска војна, каде што се масакар направени. Бидејќи е многу битно реката Дунав која ги носи до Црното море, се на 100 километри од Цариград, и е многу битно Бугарија да биде дел на Втората светска војна, да биде дел на Првата светска војна, и Бугарија поминува низ прва, низ втора национална катастрофа, токму поради тој лош избор на која страна да биде во Првата и во Втората светска војна. Притоа е многу интересен фактот дека Бугарија е единствена држава кој е губитник на Втората светска војна и кој е излегува од Втората светска војна, но не со намалена територија, туку со зголемена територија. Зошто? Бидејќи Русија и Советскиот сојуз тога застануваат зад Бугарија, па тие допред 20 или 30 години го славеа денот 9 септември, кога се ослободени од русите или од советската армија. Дури сега нешто прават одредена дистанца од русите и од советската армија, бидејќи тие во времето на комунизмот 9 септември го славеа како државен и како национален празник. И тоа е историјата на Бугарија. Гледате, Бугарија влегува во Првата и Втората светска војна за да ја добија Македонија, единствена држава која ја гарантира Македонија и Германија. Господјата фон дер Лајен била министер за одбрана во германска влада на Ангела Меркел. Потекнува таа нација, потекнува тој народ кој им гарантира на бугарите дека ќе имаат Македонија. И вие се влюбувате во филм да им објаснувате на германците за фашизам, за нацизам, за евреи, за Треблинка, за Втора светска војна, мислам, видите. Не само што промашувате, него толку драматично промашувате, што целата она конфигурација кога СДСМ бил секојаш поблизок до американците, а ВМРО ДПМН бил секојаш поблизок до германците, сега го носите по знак на прашање, ја носите по знак на прашање целата она подршка. Знаете, Австро-Унгарија, Германија, па дури ролјата на Виктор Орбан се всушност со одредена историска подложка. Секогаш Австрија, Австро-Унгарија и Германија ја поддржувале ВМРО, дали на Ванчо Михалов, дали на Лјупчо Ѓорѓевски, дали преку Хасбуршката монархија, дали преку Германија, сеедно, дали преку Конрад Аденауер, не е битно. Секогаш инвестирале во ВМРО ДПМН. И ако успеете и тамо да направите одредени политички противници, тогаш сте навистина политички шампиони. И еве ова трета фотографија, Тони Минкиновски, председател на правната комисија на ВМРО ДПМН, мој пријател, мој адвокат во одредени судски процеси, снимен пред неговата адвокатска канцеларија, пред знаме на Вергина или старото македонско знаме, долго 15 или 20 метри, спуштено од неговата канцеларија во центурот на Скопје. Значи, тука над знамето се наоѓа таблата која ја означува неговата адвокатска канцеларија. Настрана на прашањето дали тоа одговара на законските прописи, бидејќи во законските прописи, во правилниците точно се знае колку треба да биде долга, колку треба да е широка таблата со која се рекламира одредена адвокатска канцеларија, бидејќи рекламирањето на адвокатска канцеларија не треба да биде дефинирано, не треба да биде сватено, не треба да биде манифестирано како реклама на одредено казино во Лас Вегас, меѓутоа поентата е знамето од Вергина. Колку вие треба да имате недостиг на патриотизам, инсуфициенција на патриотизам, за да мора да манифестирате ваков фолклорен тип на патриотизам.
македонското знаме, долго 15 метри, Тони Минкиновски е исправен пред македонското знаме како припадник на Титовата гарда, кој го чува гробот на Јосип Броз Тито на Ужичка број 15. Што треба да скриете со ваква манифестација? Каков недостиг треба да имате со ваква манифестација? Дека сте биле блиски со СДСМ, сте го браниле Зоран Заев во одредени судски процеси, дека сте инсталација на Никола Груевски, дека Никола Груевски преку вас добива одредени информации, има одредено влијание во врвот на ВМРО ДПМН, дека го информирате за одредени судски процеси на Јордан Камчев, не знам, само нели поставам прашање, гласно размислувам и всушност анализирам што е причината за една ваква фолклорна манифестација на патриотизам. Знаете, патриотизмот или го имаме или го немаме. Патриотизмот не се купува на пазарче, со патриотизмот не се фалиме. Кој се фали со патриотизам? Само тој кој не верува во својот патриотизам. Знаете, кога вие не верувате во вашиот патриотизам, имате потреба да манифестирате на еден ваков начин на патриотизам. Тоа исто како овие пратеници на ВМРО ДПМН. 10 дена ораа по скопските улици, извадија народ на улиците. Луѓе завршија во притвор, во затвор, поради напади врз македонската полиција, палеа договор со Бугарија, француски предлог во македонскиот парламент и во моментот кога требаше да гласат против тој француски предлог ги снема од собраниската сала. Тоа ли е патриотизам? Ќе го хушкате народот, ќе го вадите народот на улица и после ќе опуштите народот низ вода, бидејќи сте оствариле според ваше мислење одредени политички поени, ако гласате против, тогаш може да бидете санкционирани од калето од Европската комисија, бидејќи знаете пред гласањето или пред политичките разврски, лидерот на партијата беше викнат во Европската комисија во Скопје. Имаше разговори со американската амбасада во Скопје. Веројатно тие не биле разговори за времето во Македонија, за сетвата во Македонија или како се прави тирамису, веројатно тие биле разговори како да се однесува партијата. На тие разговори вас ви се кажува што треба да правите. Бидејќи вие сте партија која се уште не е заборавена од 27 април. И кога ќе влезете на таква ролја, да се правите пред народот патриоти, а тамо кај што треба да кршите прсти да видите сичко ќе прифатим, тоа знаете е прашање на време кога тој народ ќе почне да гледа во левица повеќе колку во ВМРО ДПМН, бидејќи на овие протести всушност се смени ролјата и наместо ВМРО ДПМН свесно да го турка тој дел на своето гласачко тело да гласа за левица, односно да ја ВМРО-визира левица, се случи обратен процес да биде левичаризирана ВМРО ДПМН. Левица се наметна на овие протести во однос на ВМРО ДПМН. И е прашање на време, ако ВМРО ДПМН не успее до крај да манифестира тврд став во однос на бугарското прашање, како тоа ќе се рефлектира на политичкиот рейтинг на ВМРО ДПМН и на партијата Левица. Почитувани гледачи, во животот и во политиката немате една за секогаш дадени ситуации. Вие постојано, секој ден, секоја минута, секоја година, во секоја прилика се борите за подобра позиција на политичката сцена. После изборите 2016 година, кога Дуи не може да формира или кога Дуи сугерирано да не формираат влада со Никола Груевски и со ВМРО ДПМН, Али Ахмети се спасу со помош на Тиранската платформа. Само со помош на Тиранската платформа тој станува составен дел на владата на СДСМ. Пред 2 години води кампања ПСЕО, албанец за премиер, и има среќа дека се пролонгирани изборите поради корона кризата, бидејќи ако не водеше таква кампања, ќе беше прегаза на политичката сцена и тогаш конфликтот на политичката сцена не е помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, туку помеѓу Дуи и помеѓу СДСМ, односно кој ќе може да опстане на политичката сцена, Али Ахмети се спасува. Минатата година и Кадри Весели и Хашим Тачи беа испратени на топол оброк 3 пати на ден. Постоеше сериозно размислување тој пат да го следи Али Ахмети. Дури имаше една или две средби или сослушување или разговори на Али Ахмети со представници на Хашкиот трибунал во Косово, односно во Приштина. Па беше извадена аферата со жолтата куќа, по логата на Артан Груби, па преведувал, па кодошал, па давал информација така натаму и сето тоа се заташка. И денес Али Ахмети и партијата Дуи се победници на овие преговори со Бугарија, францускиот предлог и почетокот на преговори со Европската унија. Денес да има избори, Али Ахмети ќе има џан да разбира. Ќе освои најмалку 20 пратеници. И тоа веројатно ќе биде проблем за формирање на некоја предизборна коалиција на некои референдумски основи. Во таа коалиција да влезат сите партии кои го поддржаа референдумот 2018 година. Знаете, со некој ваков сооднос на политички партии, на политички односи, на рейтинг, на доверби и така натаму, ќе биде тешко да се направи таа предизборна коалиција помеѓу СДСМ и Дуи. СДСМ ќе има 2 години да може да го зголеми својот рейтинг, да инвестира во својот рейтинг и да извлече одредени бенефити од овие отстапки што ги има направено во однос на Бугарија, почеток на преговори со Европската унија, поддршка на меѓународната заедница, така натаму и така натаму, бидејќи како што сега стојат работите,
таа предизборна коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ е нешто што може да им гарантира континуитет или продолжување на нивното владење. ДУИ покажа како се материализира еден ваков политички процес. И кога вие ќе направите споредба на однесување на Димитар Ковачевски на Бојан Маричич и однесување на Али Ахмети на Бојар Османи, всушност ќе изличите заклучок зошто ДУИ 20 и кусур години на власт во Република Македонија, а СДСМ ги прави сите болни процеси во историјата на независна Република Македонија и после сите болни процеси кои ги прави, ми остава власта на тацна на мора да помане. После почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија, кои се случува некаде пред 5 дена, ќе бидат битни разврските на политичките процеси, кадровските процеси внатре во Република Македонија и тоа што ќе се случува во Украина. На крајот на ова наша мини политичка анализа во трајање некаде 40 на минути, подоцна следува интервју или оној втор дел на интервјуто со Ерол Ризаев, ние ќе ги анализираме тие две прашања. Две институции се посебно битни: Агенцијата за национална безбедност и обвинителството за гонење на организиран криминал. Виктор Димовски, кој беше прв човек на Агенцијата за национална безбедност, заминува на функцијата амбасадор на Република Македонија во Франција. И сега се отвара прашањето кој да биде. Тоа е прашање внатре во СДСМ, тоа не е прашање внатре во коалицијата, бидејќи тоа место му припаѓа на СДСМ и сега структурите, струите во СДСМ веќе ги имат вкрстано копијата кој нивни фаворит ќе победи, ќе стане прв човек на Агенцијата за национална безбедност. Миле Зечевич, генералниот секретар на СДСМ, има свој фаворит, и Зоран Верушевски како советник за безбедност на Димитар Ковачевски и човек кој има битно влијание во СДСМ, исто така има свој фаворити, можеби да има и Оливер Спасовски. И тука ќе биде клучната политичка разврска, бидејќи на СДСМ им е многу битно да има таа позиција, знаете. Ако ви имате агенција за разузнавање која е под контрола на Стево Пендаровски, преку Ерол Муслио, кога имате Оливер Спасовски кој со своето однесување многу повеќе наликува на министар за надворешни работи отколку на министар за внатрешни работи, тогаш е многу битно да имате контрола врз Агенцијата за национална безбедност. Знаете, на локалните избори се случија две работи. Како прво излезе Зоран Заев и рече дека многу пари се влезени од странство во изборните процеси во Република Македонија. Пред една или две недели Димитар Ковачевски имаше одредена изјава дека во протестите против францускиот предлог се влезени многу пари и има француско влијание. И ниту една безбедносна институција во Република Македонија не излезе со одредени информации за какви странски пари, за какво странско влијание станува збор. Затоа Агенцијата за национална безбедност е многу битна за да може да ги имате информации. Знаете, на локалните избори во Република Македонија СДСМ губеше во одредени градови, како што е Кочани, со 10 или 15 гласа. Во овие 30 години не се има случајно политичка партија која е на власт да губи со 5 или 15 гласа на локални избори. Тоа се случувало да губат одредени опозицијски партии, но партија на власт така да ги изгуби локалните избори, тоа ќе се изучува во некој учебник. И втората позиција е дали Вилма Рускоса ќе има втор мандат или ќе има наследник на таа позиција. Јордан Норце Камчев и Саша Мјалко веројатно не веруваат дека Рускоса ќе има втор мандат и побрза да се договорат со неа, да платат 5 милиони или 15 милиони, да имат 1 или 7 години затворска казна, бидејќи судските процеси кои се водат против нив преку ово обвинителство, тоа е случајот Империја и уште неколку клучни случаи, се пред фаза на реализација, почна да врти бројчаникот. Во зависност од тоа, русковска или не русовска ќе биде начело на таа институција, ќе зависат и политичките процеси. И Живко Мукриетов, и целата таа структура на Лазе Велковски и Петри Шилјогов и луѓе кои сакаат да имат превлаз во СДСМ, ќе лобираат за останување на Вилма Русковска. Од друга страна, ќе има одредени своји фаворити и Ковачевски, структурата околу Ковачевски, можеби тука ќе биде Гаврил Бубевски, така натаму и така натаму, меѓутоа две битни позиции, две битни процеси. Кој ќе биде начело на безбедносниот ресор и кој ќе биде начело на обвинителскиот ресор, бидејќи во зависност од тоа ќе зависи патот на Република Македонија кон Брисел и Европската унија. Кратко, 3 или 4 поенти, 3 или 4 тези за тоа што случува во Украина, работа која трае веќе 5 или 6 месеци. Американците досега покажа дека ги погодија процесите. Први кажа дека војната ќе почне во февруари, иако тоа Путин и Руската Федерација го негира. Први кажа дека ќе има одредено примире или затишје на фронтот некаде во текот на јули или летото. И сега најавува трета фаза дека е возможно да дојде до пресврт на фронтот почетокот на септември или почетокот на октомври. Ако ги погодија првите два процеси дека војна во Украина ќе има и тоа ќе биде февруари, ако погоди дека ќе има затишје во конфликтот некаде јули или почетокот на летото, ќе има дали ќе погодат и во третата проценка, а тоа е дека со помош на оружјето од НАТО зимите или од
западните држави кои им го испраќаат на Украина. Украина ќе може да направи пресврт на фронтот со помош на оние химарси, со помош на одредена артилерија, одредени тенкови, хаубици со дострел од 300 или 400 километри. Дали ќе може Украина да направи пресврт? Тоа е третата проценка на американците. Со првата погодија има војна во Украина, со втората погодија ќе има затишје во војната почетокот на јули и сега ќе видиме дали во септември или октомври со помош на оружјето кое ќе се испостави на Украина, украинската војска ќе може да направи пресврт во војната во своја корис. Уште на почетокот на војната кажавме кои се трите сценарија на Русија, на Владимир Путин или на Руската федерација во однос на украинското прашање. Првото или оптимално сценарио е цела Украина да биде составен дел на Руската федерација или на чело на Украина да биде инсталирано одредено проруско раководство по волја, по мерка и под контрола на Владимир Путин и на Руската федерација. Второто сценарио или помалку оптимално сценарио Украина да биде поделена на два дела, по примерот на источна и на западна Германија, да има источна и западна Украина под должината на реката Днепар. Едната Украина под контрола на Русија, втората Украина под контрола на НАТО или на западните држави. И третото сценарио е мал конфликт, како што го нарекуваше Џозеф или Џо Бајден, а тоа е Русија да се сконцентрира на Мариупол и на Донбас, Луганската и Донецката република, Херсон, Мариупол, и тука да биде направена одредена мини државички или да бидат направени неколку мини државички кои ќе имаат своји референдуми и на тие референдуми ќе се прогласа за независни во однос на украинската држава. Тоа се трите сценарија. Име кој тие три сценарија ќе биде реализиран, украинците сметаат дека со помош на тоа западно оружје ќе може да направат пресврт на фронтот, знаете. И тоа суштината на украинската војна е. Тоа цело време ви го кажам. Вие не може да негирате дека Русија е сила. Меѓутоа со помош или во таа војна во Украина се покаже дека Русија повеќе не е суперсила. Русија е сила во однос на Украина. Русија може на одредени територии на Украина, како што е Донбас, Луганск, Донецк и така натаму, да има војничка супериорност. Меѓутоа Русија не може да води војна на територијата на цела Украина и во таа војна да победи или да има загарантирана победа. И тоа Русија да го сватија. Во почетокот на војната тргна да го освојат Киев, сака да направат десант на Киев и да го сменат раководството, кога виде дека тоа не е возможно, кога претрпи одредени порази, тогаш ја напушти таа првична идеја и сега се сконцентрирани на одредени работи кои може да ги направат или кои може да ги добијат со помош на тенкови, топови, авиони и така натаму во близината на руската граница, бидејќи русите имаат секој проблем со транспорт. Транспорт на нафта, транспорт на оружје, транспорт на војска и така натаму, транспорт на орудје. Значи во територии кои се близко руската граница, Донецк, Луганск, Херсон и така натаму, тоа се територии кои се блиски до руската граница, да можат со помош на таа стара советска или руска стратегија толчи-молчи, грозни принцип, лепо принцип, да освојат одредени делови на Украина. Меѓутоа, суштината на војната во Украина, таа покажува дека Русија повеќе не е суперсила. Русија е сила, меѓутоа денес во светот има две суперсили, едната Америка, Кина е во настанување и има повеќе сили, како што е Европската унија и како што е Русија. Две работи бе интересни, индикативни што се случи ова недела. Прво, американските медиуми и Стејт департаментот објави дека имало две тајни средби на представници на Русија, Руската федерација и Иран во Техеран, во близината на Техеран, одреден воен аеродром, каде што русите и иранците преговарат за купување на ирански дронови. Тоа се оние дронови кои иранците им ги дават на хутите и со помош на тие дронови хутите ја прават растур систем Саудиска Арабија, ги бомбардират нивните нафтини наоѓалишта и прават дармар. Што ќе рече дека тие ирански дронови се многу подобри од турските Байрактар дронови и дека русите сега, очекувајќи дека американците ќе испорачат модерно оружје на Украина, имат потреба од ирански дронови. Тоа покажува дека големата Руска федерација не располага со своја технологија, со своја техника, не може да инвестира во производство на дронови и зависи од Иран, односно од желбата или благонаклоноста на Иран да има спорача ирански дронови. Што ќе рече дека иранските дронови во моментот се на многу повисоко технолошко ниво во споредба со руските дронови со кои располага Руската федерација. И второ е она средба во Техеран, помеѓу Реџеп Тајип Ердоган и помеѓу Владимир Путин. Во изминатите 10 или 15 години ние се изнагледавме како папата, како Ангела Меркел, како Доналд Трамп, како сите светски познати лидери, мокни лидери, очекале по 10-15 минути, пола сат Владимир Путин, кај што тој им каснел, а му каснал и на Реџеп Тајип Ердоган минатата година. И сега за прв пат го видовме Владимир Путин како 50 секунди го чека Реџеп Тајип Ердоган, како средношколец на автобуска постројка кој чека автобус петка за да заврши на училишен час или во средно училиште. Знаете, до пред една или две години
Тоа беше незамисливо да се види Владимир Путин да го чека Реджеп Тајип Ердоган. Меѓутоа, војната во Украина тоа го прави. Всушност, после војната во Украина, кога Владимир Путин се наоѓа во една таква ситуација како жена во 9-ти месец, 3 раце отворена, што се вели пред пораѓање, и сега мора да балансира и со Кина, и со постсоветските републики, и со Турција, и со Иран и така натаму, ако сака да доби одредена поддршка во војната во Украина. Бидејќи знаете, од оваа страна се најголем дел на западните држави кои располагат со оружје, располагат со пари, првенствено со пари, кои може да го финансира тоа што се прави во Украина. Од друга страна, Русија е сама и треба одредена поддршка. И најсилниот кога е во таква војна, им треба пари, оружје, технологија, така натаму. Тоа е тешко да го прифатат овие рублја патриоти, меѓутоа така стојат работите. Големиот Владимир Путин сега е во состојба кога мора да молчи и да го чека Реджеп Тајип Ердоган, бидејќи од Реджеп Тајип Ердоган и од неговото однесување зависи многу како ќе биде разрешена украинската криза или украинската војна. Што ќе се случи, ше почуден гледачи, ако пред една година го поставиме прашањето, што ќе биде ако руската армија, она силна руска армија на Владимир Путин со кинжали, со авангарди, со авиони, хаубици, самоходки, тенкови и така натаму, тргне на запад. Еден чешки генерал вели дека тие очекувале дека во рок од 24 часа таква силна мокна армија на Путин ќе може да стигне до Прага. Таа мокна силна армија на Путин и требаше еден месец да го освои Северно Донецк, град во рангот на големина на македонски Прилеп. Значи за еден ден не стига до Прага, туку и треба еден месец или 30 дена да освои град Северно Донецк, кој е во рангот на големина на македонски Прилеп. Повеќе еден месец им требаше да го освои градот Мариупол, кој е некаде некоја мешавина на Куманово и на Битола. Тоа е силата денес на руската армија, знаете. И кога вие ги слушате оние приказни дека русите тоа не го правеле така брзо, бидејќи не сакале да ги уништат градовите, бидејќи таму сепак живеело руско население и дека морале да водат сметка за тоа руско население и затоа чекор по чекор и внимателно влегувале во градовите. Треба само да ги погледнете сликите на Северно Донецк и на Мариупол, каде што имат пепел направено. Не само што не внимавале, туку ги имат направено бетер од Алепо и бетер од Грозно, што ќе рече дека руската армија има таква сила. Ако до пред една година верувавме дека таа мокна армија за еден ден ќе стигне до Прага, сега сваќаме дека силата на таа армија е во рок од 30 дена да освојува градови од рангот на македонска Битола или македонски Прилеп. И тоа на што сакам да ви го кажам. Русија е мокна сила, мокна држава, но не е повеќе суперсила. Она операција кога е блокиран летот на Сергеј Лавров, министерот за надвршни работи на Руската Федерација, кој треба да дојде во официјална посета на Белград или на соседна Србија, кога не му е дозволено ни преку територијата на Македонија, ни на Албанија, ни на Бугарија, всушност значи крадење или отварање на нова железна завеса. Тоа е пораката на американците, тоа е пораката на времето. Таа железна завеса која сега се прави и се зида, се крева на Балканскиот полуостров, таа железна завеса значи дека руското влијање ќе биде сведено на минимум, што ќе речи дека таа политика на рублја патриоти, сите тие руски логистики тука на Балканскиот полуостров ќе почнат да бидат анулирани бункер по бункер. Тоа што го прават бугарите или тоа што мора да го прават во наредниот период бугарите ќе треба да се прави во Република Македонија. Влезот во Европска унија или почеток на преговори во Европска унија, влезот во НАТО, железната завеса која сега се прави, новата база во Александрополис, каде што е главното пристанище на оној течен природен газ кој треба да биде носен на Балканскиот полуостров, всушност ги исцртува контурите на новата геополитика. Ако до пред 1, 2 или 3 месеци не бевме сигурни дали американците ќе не тргуваат со русите, сега сме сосема јасни и сосема сигурни дека таа железна завеса која се крева во Романија, која се крева во Бугарија, која се крева во Македонија, всушност значи нула присуство на руското војно или рублја патриоти влијање во Република Македонија. Тие се 3 или 4 невралгични безбедносни точки: Калининград горе на север, Молдова, Грузија и Балканскиот полуостров. И тука русите инвестират бидејќи сакаат да го свртат вниманието од Украина, сакаат да ја различат силата на Западната алијанса, на Европската унија и на НАТО, односно на американците, и затоа американците се вклучија во тој спор помеѓу Македонија и Бугарија. Бидејќи тој спор помеѓу Македонија и Бугарија, кој русите го користе и во Софија и во Скопје, всушност го правеше нестабилно јужното крило на НАТО. Стратегијата на американците е
секој ден да ја прават се послаба Руската Федерација и финансиската позиција на Владимир Путин и на Руската Федерација. Ти очекува дека во некој рок од 2 или 3 години ќе се намалат приливите од природен газ и нафтини деривати во буџетот на Руската Федерација и дека тоа ќе предизвика одредени процеси на немир и незадоволство во Руската Федерација и можност имнување од власт на Владимир Путин. Затоа се тие конфликти сега помеѓу Русија и постсоветските републики, како што е Казахстан, бидејќи таа нафта од Казахстан која се носи преку тој Касписки нафтовод во должина некаде 1511 километри, сега е затворен тој Касписки нафтовод и сега Казахстан бара одредени алтернативни рути преку Азербејџан да ги можели тие 67 милиони тони сурова нафта да ги испорача во Европската унија, бидејќи Казахстан и Азербејџан сега сваќа дека ако Европа не купува нафта од Руската Федерација, дека им се ширум отворени вратите казахстанската и азербејџанската нафта да бидат испорачени на европскиот пазар. И тој е конфликтот помеѓу Казахстан и помеѓу Руската Федерација. И конфликтот околу нафтата и околу природниот газ сушност ќе го определат векот на живење, односно политичко траење на Владимир Путин. Ако Путин најде начин како да ги спречи сите овие алтернативни рути за снабдување на Европската унија, ќе биде во предност во однос на Американската Федерација и во однос на Европската унија. Ако не успее тоа да го направи, тогаш веројатно почетокот на крајот на неговото владење во Русија и во Руската Федерација само прашање на време и прашање на техника. Следува вториот дел на интервјуто со Ерол Ризав снимено пред 2 месеци. Ви го најавив пред 2 недели, од технички причини не го емитувавме. Сега дојде време да биде емитувано тој интервју, 30-35 минути, одлично интервју, погледнете го, сигурно нема да зажалите. Од сегашна временска дистанца, стандардите на Југославија во новинарството, во било што, беа многу високи, Монт Еверест за тоа што сега се случува. Па во споредба со цела источна Европа, вклучувајќи источна Германија, Полска, Чешка, ваму Бугарија, Романија, да не зборувам, значи Југославија беше гигант во тој дел на слободумно новинарство, на критика на социјализмот, на еднопартиски систем, на тоа се развиваа многу, тие новитети стигнуваа од Словенија, од Хрватска навака. Дори, да ви кажам право, и во Македонија, кога иако ја викав на едни советувања што јужнije, то тужнije, иако бевме некако поригидни во тој дел, сепак успеавме да држиме некаков чекор со југословенското новинарство, бидејќи почнавме да објавуваме и во нивните вестници наши текстови. И она што беше запрепастувачки, која почна распадот, колку национализмот брзо го сруши тоа новинарство. Истите луѓе, односно медиуми, некои луѓе сменија, направија, толку многу заглавија во национализмот, во одбрана на националните интереси, на хегемонизмот, на територии, на заробеници на географијата, на историјата, што тоа се распарчи. Значи, сакам да кажам и во една таква поразлична држава, ги гледавме на станите нели во Румунија, мислевме дека тоа никогаш нема да се случи кај нас. Се случи на еден друг начин, но многу по-крвав распад на државата. А имавме корективи, ако нешто сакаме да сокриеме или да не објавиме, да некој штрајк, нешто имал притисок пар вестнициве, пообјавуваат другите. Ке дојат од белградските дописнички, од тајни, мајуките цела Југославија, така да испаѓа смешени и ова. Или некоја книга, ако некој случајно некоја не се објавува или некоја представа, ако има проблем, театарска, веднаш гостува у Љубљана, у Сарајево, у Белград, се даваат награди и признанија, така да тоа е еден страшен коректив и политиката се плаши од новинарите затоа што имаше и повисоки инстанци кои одлучуваат за одредени политички состојби, политичари и така натаму. Стравот на Запад е кој ќе дојде сега. Да не дојде Русија да биде во улога на Германија после Првата светска војна. Да, кој ќе дојде, изрушена, девастирана, емотивно понижена, а со нуклеарно оружје. Па затоа не смее да биде поразен Путин. Не смее да победи, а не смее да биде поразен. Тоа е ребусот кој треба да биде решен. Да се реши, значи тоа мора да се најде и на крај, како и во сите војни, нели и во оваа војна ќе мора изгледа Америка и Русија да седнат заедно на маса
и да најдат некое решение кое ќе иде во таа насока. Значи, да не се понижи до таа мерка Путин и Русија да посегне по нуклеарно оружје, а Украина да не биде поразена во смисла деградирана, комплетно и жртвувана како колатерална штека, нешто ќе се направат некои остапки, веројатно некоја демилитаризација од која страхува Русија, ама еве предизвика Шведска и многу повозначени земји. И Финска. И Финска да бараат прием во НАТО. Наместо Тоа да се значи сега дека Русија таму ќе постави ракети нуклеарни. Како што се 1200-300 километри граница. И постави да држи страпи во тој дел. НАТО се консолидира ова. Иако ја многу не верувам дека оној член 5 што го има НАТО, тој добар член, сите се повикуваат на оној дека напад врз земја на НАТО значи напад врз цел НАТО. Не верувам дека НАТО за некои мали земји, вклучувајќи и нас, би отворил некоја голема војна. Или би решавал со Русија, или би решавал некои големи конфликти. Затоа мислам дека мудроста нас ни е неопходна и свесноста за своето значење. Ние некогаш се предимензионираме во нашата смисла дека нешто представуваме, сме папакот на светот, што би рекол Венко Андоновски, нешто сме многу значајни или геостратешки. Па ние сме Васко како на градоначалникот Коцев што беа овие обиколниците. Толку сме, една обиколница во центарот на балконот која веќе со патишта и железници е изолирана. Бидејќи Бугарија, Србија, бидејќи времето го промашивме. Да, и ние треба сега да сме свесни за таа работа и да ги направиме одредените компромиси. Мора да има компромиси. Еве за историјата ќе кажам како, да речем, човек што студирал историја, завршил историја. Нема крај на историјата. Ние може нешто подпишавме со Грција што не ни се допаѓа, сигурно. Не е тоа што го сакаме. Дури да е најубавото име, ако некој ти го дава кум, чувствуваш имаш отпор. Имаш некој отпор. Иако остана Република и Македонија, кои се за мене најзначајните зборови во името на државата, северна е додавка. Меѓутоа, без разлика, имаме отпор кон... Имаме едно чувство на пониженост. И еве со Бугарија сега, од 45-та сме македонци. Разговараме за некои рационални прашања. Еве сега, ако некакви остатки болни прифатиме и тоа, направи овде дестабилизација, промена на власти. Што ќе се случува после 10-15 години, откако ние ќе влеземе во Европска унија, да речеме? Дали тоа значи дека нашите историчари, тогашни, современи, нема да дојдат до одредени сознанија од историјата, од архивите во Истанбул, во Софија, во Царскиот архив, нема во Белград, во некои други релации, други сознанија? Дали тоа некој ќе го забрани? Се работи за учебниците, дали децата од ниските оделенија треба да имаат јазик на омраза и навреда. Тука треба да се направат остапки. Нема потреба денешните македонци и денешните бугари да се мразат меѓу себе. Затоа што у школото ќе учат вака или така. Значи, може некои не политичари, не историчари. Има педагози, има дидактичари, методолози, кои знаат како се прават учебници. Тоа е наука. И на еден начин европски, како ти кажеме, не знам, да се најдат некои решенија, заеднички ли простави, или какви ќе видат тие решенија. Некој слушав кај тебе за Никола Тесла. Се прави разговор. Што е Никола Тесла? Од Госпич. Амерички научник е, што е? Бил србин, живеел во Хрватска, ако останал таму, ќе направил воденица, а не централа на Нијагара. Значи, тоа е амерички научник. Значи, ние не зборуваме за повеќе кратни идентитети. Во светот постојат, ја имам повеќе кратен јазичен идентитет и национален. На 2 години се зборувал турски, македонски и српски. Мајка ми е црногорка од Црна Гора, која е српски јазик и ме научила. Она зборувала на српски, па сум научил турски и македонски. Има во светот луѓе зборуваат по 10-15 јазика, живееле, прифатиле да бидат
дел на таа култура, читајќи франкофонство, нели, англосаксонски јазици училе луѓето. И ние на таков начин треба да се однесуваме и во нашите таткови. Рицалов, ама ние не ги мрзиме само бугарите. Македонци со македонци се мрзат. Македонци Значи ние развиваме филозофија на омраза, филозофија на фрустрација, не гледам ја омраза толку колку што жестока е нашата нивната провокација, жесток одговорот кој е провоциран во Македонија. Смислено, за да се прикаже таму некој во Брисел дека каже еве Македонија постои антибугарско чувство. Не, македонците немаат толку изразен омраза ни кон Грција, ни кон Бугарија. Пред Грција и Бугарија не зборевме за турско робство 5 века. Значи сите учебници ни беа со турско робство. Имавте една формулација, секам, пред 20 или 30 години, дека ако почнеме да размислуваме дека сме биле дел на една отоманска империја, ако хрватите и словенците, нели, ајде условно речемо, сметаат дека биле дел на Австро-Унгарија и то не го кажуваат како робство, туку како еден дел на учество Австро-Унгарија. Тоа се и смеваше. Сега гледам и бугарите нешто менува. Имаат они сега турско владење, турско робство владење, меѓутоа има некои факти, сега ја да не бидам туркофил, некој пропагатор на турска, меѓутоа историските факти кажуваат дека на територијата на денешна на тогашната турска империја денеска има 30 држави. 30. Да, од Нубиска пустина до, не речеме, до Виена, на 3 континента. Ниједна од државите, што се денеска, нема изгубено националниот идентитет и јазичниот идентитет, и верскиот. Значи, со танзиматот, основна реформа во Турција и со другите реформи, правото на слобода на говор и правото на вера е гарантирано и луѓето и затоа е долго владењето. Значи, ако било некакво ригидно владење или ќе му требало да се направи претопување верско и национално јазично, или ќе морало вака која се дава таа слобода, првиот документ за заштита на човековите права во светот, Едживит му го предаде на еден од американските преседатели при посетата, кажувајќи му дека, прередувајќи му го документот дека 1792 година, или мислам дека е тоа, кога почнува големото прогонство на евреите во Шпанија, погром. Или од 492 од Бајазид II. Тој документ е да евреите може да се населат на целата територија на Турската империја и да имаат свој јазик и свој црква. И тоа е така направено. И тогаш се дојдени нашите евреи. И после 1492 година. И во Истанбул, и во Солун, и во Македонија, и во целиот дел во Сирија, во целиот дел се населени и бидејќи се бавеле со трговија, а по исламот е арам да си трговец, да не можеш да се бавиш, тие создали големо богатство и многу добро образование во тие рамки и така натаму. Значи, што е сосема различно од стратегијата на Португалија и Шпанија. Таму тоа е све уништено. Таму или ќе бидете шпанци, португалци и католици, или ќе ве нема. И тоа е направено. И уништено е све што е автохтоно население и така натаму. Значи, интересна работа е еден друг факт, кој ние треба денеска да го имаме во предвид. Во некои прилики сум го кажувал и пишувал. Проблемите околу јазикот и околу писмото наше, околу, да речеме, што се јавуваат и околу Лача Коневски, па и така државата и така натаму. Турција, значи Република Турција, со парламент, има денешна Турција, има направено парламентарна држава 20 години пред нас. Само 20 години. Само 20 години. Тие земји што биле под владење на Турција, имат 100 години пред Турција направено парламентарна држава. Значи, Турција има 1923 година основан парламентот и сега ќе биде едната година 100 години од
формирањето. Тоа се главните празници во сите држави. Кога е формиран парламентот, не империјата, не Отоманското царство, него парламентот кога е формиран и кога почнува да функционира. Ние тоа го имаме направено 44-та година. Главниот датум на првата современа парламентарна македонска држава, која стапува во федерација со другите југословенски републики. Но она уште што е поважно, околу јазикот. Османлискиот јазик е нешто како латинскиот јазик, кој зборува само естаблишмент. Таму е поговорката силна држава, прост народ. Значи, луѓето биле неписмени, не можеле тоа да го совлада, бидејќи писмото е арапско, азбуката, а јазикот е старо-турски, османлиски, кој е еден така велелепен јазик, мекамлиски, кој нема врска со јазикот што го зборува народ. Луѓето што комуницира. И Кемал Ататурк наложува на лингвистите од Турција да направат нов јазик. Турција има нов јазик. И затоа ние не го знаеме, ние зборуваме уште на дијалектите овде, на турските дијалекти, а модерниот, современиот турски јазик го знаат. Мислам, многу луѓе кои учеле, кои на училиште, кои работеле, иначе ние што си го знаеме јазикот од таткото и мајката, што си го зборуваме по дома, тој турски јазик. Тоа е направено 3 други туркофонски јазици и е направен современ литературен. А и тоа направено е сменета азбуката. Направено е латинично писмо. Турција има латинично писмо, нема сега старо арапско писмо со точки со десно на лево да се пише. И тоа се огромни реформи, кои се направени 10 години пред кодификацијата на македонскиот јазик. 1935 година. 1935, да не се паќаме за години. И сега тоа функционира феноменално, тоа е еден од големите 10 светски јазици. Но направено пред 90 години. Да. Значи, затоа викам, треба мудрост да се сите решенија еднаш за секогаш дадени. Треба да рипни, па речи хик салта, хик родос, вика. Треба да отидеме ние во таа Европска Унија, без оглед што и таа веќе не е тоа што беше на времето, кога големите пари и големите фондови се дава, но за нас многу значена работа. Затоа што држави членки на Европска Унија и на НАТО не се распаѓаат. Дури кај што има конфликтни состојби. Каталонија, Маталонија, Шкотска, нешто, Ке ги решат. Ирска, па Северна Ирска. Се решават тие работи и за Македонија да се спаси, Белгија ќе ја лепат, Кипар ќе го лепат. Да не се распадне Македонија. Таа опасност е објективна, не треба да се подценува, бидејќи, како што рековме на почетокот на разговорот, ако не сме во тој дел, како што Латин Каперовиќ кажа, ги предупреди србите, дека треба да влезат во Европска Унија ако сака да се случува држава. И таму ќе биде сега пресвртот. Вучич веќе го има направено, значи тоа се гледа веќе по наративо, во нивните. Шо модат таблоидите против Русија, значи тоа значи дека тоа ќе се случува. И од таму ќе доаѓа процесот во Македонија. Тука е, бидејќи и руското влијание преку Белград е. Тоа не е најдобро, требаше од тука да идат процесите. Значи ние имаме не беше дадена шанса. Беше дадена. Не беше дадена шанса. Не искористивме. И тоа никој не е виновен што не искористивме, се они доби амбасадор Кристофер Хил, кој го знаеме од Македонија. Знаеме дека тој ги решава како ги решава со Рамбује, со Дејтон и така натаму. Кој зборуваме за идентитетите, дали некој во Македонија во овие 10 години, 15, дали некој го изгуби идентитетот? Дали некој има сега друг идентитет од оној што го имам? Држава, нација не се создава со одлука, тоа е процес. Држава се создава со одлука. После револуција, после собрание, кодификација на јазик со акт. Ама тој процес идентитетски трае, зрее, тоа е зрење. И тука нема
нема дискусија, не може да се расправа за Тоа со устав, тоа е наука. тоа со устав не се менува. Ја може да пишете што Што сакате, сакате напишете. но Ја идентитетот не затоа може. викам, нема да биде крај на историјата, ние Исто ризав како јазикот. Не можеме да имаме во устав напишано што сакаме, ако тој јазик не го следи говорот, сленгот, тоа што се говори на улица, тоа што се говори. Значи, еве едно по 100 решение. години тие два јазика ќе бидат сосема различни ако останеме на некоја уставна нормирана категорија или на тоа што се говори по улиците. Еве Васко едно во јазикот. решение кое може да се примени во врска со застапеноста на националната припадност, на етничката припадност во нашиот устав. Сега барат бугарите да бидат во устав. Ја не гледам пречка да бидат, иако треба да им се каже дека тие народи што денеска или делови од народи што се денеска во уставот на Македонија се производ на антифашистичката војна. Тие луѓе гинеле за Македонија, нивните сите овие што се присутни, и ромите на Сремски фронт, и гинеле, и македонци, и срби, и турци, и власи, и бошњаци во војната. И затоа се они конститутивни народи уште наазно, и присутни се наазно. Од Оџи и попови до пратеници од разните, и така се ставени конституции. Меѓутоа, еве да речеме дека треба да влезат сега и црногорците и хрватите по таа логика и бугари. Кој е излезот? Не е излезот тоа што ќе стоат во уставот. Излезот е што Македонија треба да во наредните 20 или 30 години да има граѓанска држава, каде што не национална, каде тие нема да фигурираат, ќе фигура дека сите граѓани на Република Македонија се еднакви во своите права. Тоа е граѓански значи тука се приматот ќе треба да дојде на индивидуалните права, не на колективните. Колективните се подразбира, тие се зачувани, тие ги имаме, значи албанска припадност, турска припадност, влашка припадност. Тука е конфликтот, знаете. Гледате, ама тоа нема да биде се Ко вие ги слушате, не тоа знам. тоа ќе зрее, тоа нема да биде се така и во наредните 20 кои ќе влеземе во Европска унија. Па зошто тие права колективни не ги интересира кога одат, да речеме, да се соберат во Германија или во Франција, да речат ние сме овде 100.000 луѓе дојдени македонци или албанци и сакаме колективни права. Гледате лидерите кои македонецот или македонското јавно мислење ги восприема. Путин, Орбан, Вучич, Ердоган, Доналд Трамп. Значи, ние сакаме цврста рака, ама да не уди на нас. Да, тоа е внатрешниот конфликт, нели? Како вели Страшо Ангеловски, еден од тие десни политичари, дали ќе одиме кон таква држава, кај што приматот ќе биде на националното, или ќе одиме кон граѓанскиот концепт, или империалистичко, сега кој се нарекува, ви ги читате таму по социјалните мрежи. Било што ќе напишите, тоа е империалистичко, тоа е глобалистичко. Тоа е глобалистички концепт кој ги уништува државите. И тоа е конфликтот кој постои сега внатре во Република Македонија. Мислам дека Македонија треба да најде сили да расчисти со тој конфликт, бидејќи не може долго време да трае тој конфликт, што го разорува ткивото на функционирање на државата. Граѓанското општество е единат. Дали Македонија ќе го направи, мислам дека се уште ние националното уште не сме го одживеале. Не го одживеале ни французите ни германците. Уште е тоа присутно. Меѓутоа процесите, ако се потраат демократските процеси, кон тоа ќе се иде. Се што е добро и лошо во светот излегнало од Европа. И во делот на културата, и во делот на војните. И прва светска војна, и втора светска војна, но и Европска унија, и демократијата, и сето тоа. Значи, ние припаѓаме на тој континент и географски, и политички, и обштествени. Таму треба да се насочат сите сили и мудрости на оваа општество. Најмногу преку образовниот систем и вистинското сакање на татковината. Ние имаме погрешна дефиниција и представа што е патриотизм.
Во светот патриотизам, кога е мирно време, е да учиш, да работиш, да плаќаш данок, да формираш семејство, имаш деца, да ги образуваш, да учествуваш во доброволни некои акции, донации, да си... Тоа е патриотизмот. Не е патриотизмот нешто да се удираме во гради. Во војни услови, да, тука има друг однос. Ние целосно изместивме таа перцепција. Не е патриотизам ја да викам сега, овие се македонци предавници, овие се правите македонци, овие треба да ја спасат државата. Од кого да ја спасат државата? Од македонците. Двете партии секојаш имат 15 години се на власт. 15-16 години, 31 години. И секојаш се во парламентот. Двете партии секојаш имат двотретинско мнозинство во парламентот. Значи, ја раководат државата. Они се обвинуваат кој е поголема рамија, кој повеќе крадел, кој повеќе направил, кој повеќе уништил, кој повеќе пашил. Тоа ли е идејата? Значи, идејата да се за основните 3 или 4 прашања, кои се од највисок државен интерес, да се најде консенсус. И нема друго решение. А тоа што е поврзано со корупција, криминал, злоупотреба на функцијата, треба системски да се решават институциите на система, да се препушти на таа работа. Сега не можам ја да имам квалификатив во мојата политичка ориентација, ако викам уа за лоповите, а за моите лопови да викам пуштите ги од затвор, невини се тие луѓе. Кој квалификатив е тоа? Значи, мораме да се ослободиме од наездатата на криминалци во политичките партии кои во континуитет се присутни таму. И по откривање. Во партиите седат они тие како некои по една година две како картови шпиони, после опки искочат на површина истите луѓе. Никола Груевски, која дојде на власт по предлог на Љупче Георгиевски, по една-две години го отфика. И рече, ова е штетен за партијата, него припаќаме, не е тој оснивач, дури поништи оснивачките акти, све му поништи. Мицковски тоа не го направи со Никола Груевски. Не се огради од неговите дела. Прво време мислев чека да зајакне да во своите општински комитети да добие сила. И мислам дека како доктор, професор, магистар ке човекот да е некаква демократска опција да има во себе со своето образование. Дека овој ќе тргне на една реформа на партијата во современа демохристијанска партија европска. Искочи по-радикален. Еве го сега со митинзи ќе решава национални прашања, 5 дена пред да одлучува Европа за Европскиот совет за Македонија. Ќе дигне на нози, ќе донесат 50-100.000 луѓе, нека донесат во Скопје, ќе направат марш и ќе парат предвремени избори. Во СДСМ оградувањето од собствениот криминал, исто така има некоја разлика, некои луѓе се осудени таму, лежат затвор. Меѓутоа, далеку е од таа потреба на оваа држава да се покаже дека нема простување за 5 динари од буџетот, нема простување дека таа работа треба еднаш за секојаш да заврши во државата. И сега тие две политички партии, ние уште меѓу нив бираме затоа што не можеме да продуцираме нова вредност на пазарот. Каде? Кого ќе гласаш? Која е таа нова вредност на пазарот? Што ќе рече, чекате луѓе, ова ќе го решиме. Ако ги нападне двете политички партии, пропаѓаат тие. Имало такви обиди во Македонија, да се појават нови партии кои вика и овие не чинат, ама ги исчезнуват, стануваат маргинални. А малите политички партии се многу потребни да кажат некои работи кои не можат да ги кажат големите политички партии ради својот популизам. Особено во делот на демократијата, на екологијата, и затоа се негуваат тие партии. Тие се, во големите партии има десно и лево криво.
Во зависност од тоа кој е на власт, тие ги форсираат во партијата за да можат што побрзо да воспостават одреден диалог. А другиот дел да го зачува критичкиот однос на својот дел од јавноста. Тоа се наука е тоа, политиката. Тоа не е обично политиканство, како што нашите го употребуваат. Седат таму и гледат тендерот, која ќе искочи колку пари да заработат. Има некои процеси, ако ги гледаме, да речеме од 45-та навака. Македонија е полуфеудална сиромашна држава. Ни еден километар асфалт нема образовани луѓе, неписмен народ. Значи, просечен живот 50 години, болести, туберкулоза, маларија. Тоа е Македонија 45-та година. Значи, гледано од тој аспект, направи огромен напредок. Меѓутоа, гледано од аспект на животот на човекот. Еве, јас сум во моето семејство 3 генерации. Значи, јас сум 5 години помлад од државата. 50-та сум роден, 45-та е првата држава. Значи, моите синови, моите внуци, 3 генерации, толку се за 76 години, 3 генерации. За 3 генерации, историски гледано е направено многу. Франција има 100 генерации, не знам, Германија има 20, 50, 30 генерации, колку генерации има. Ама 30 години од човечкиот живот се положим. И разбирлива е потребата на граѓаните да се брзо да се оди напред и да се решат овие работи, меѓутоа ригидните кочници на политичките партии заради успеси ги стопираат тие и од тоа прават тесто од граѓаните. Ги месат како сакат. Да. И тоа е проблемот. И фрустрациите кои ни се... Фрустрации, тоа тешки фрустрации. Од кои тешко излегуваме. Да. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Некој мешавање или микс на политичка анализа и на интервју. Трае 70 на минути. Се надевам дека сте задоволни, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна ова емисија, ова некоја комбинација на интервју и на политичка анализа, ново дружење четврток во 22 часот, ќе ви ме дали тоа ќе биде последната или предпоследната емисија за ова телевизиска сезона 2021-2022 година. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.